Спортско-рекреативниот комплекс Довлеџи, кој е во собственост на јавното предпријатие Стрежево по пауза од повеќе од една деценија, повторно ќе биде ставен во функција. На новиот менаџер Митко Христовски му е даден на користење во период од 10 години. Со ова јавното предпријатие Стрежево ја продолжува политиката да ги става во функција сите расположливи потенцијали на предпријатието со цел да ја зголеми понудата со најразлични содржини, особено во летниот период. По проширувањето на зимскиот центар во Нижеполе од минатата година веќе е ставен во употреба ресторанот, а годинава базенот кој е дел од хидросистемот Стрежево ќе може да го користат и битолчани, информираше за телевизија Урбис директорот на јавното предпријатие Маријан Геровски. Рекреативниот комплекс со се базенот го даваме, односно го издадовме оваа година во една транспарентна постапка на заинтересиран корисник со договор од 10 години. Прошла година ние прв пат го ставивме во функција после повеќе од деценија пауза. Ценевме дека како содржина во градот е добро да се стави базенот во функција да има уште една алтернатива за збогатување на содржините, поготово во летниот период. Првичниот план на јавното предпријатие Стрежево е таму да се изгради еден аквапарк за кој што изработивме и техничка документација и од тој проект ние не се откажуваме и како алтернатива во договорот што го склучивме со концесионерот, со корисникот, постои како опција да се надоградува тој комплекс, меѓутоа со претходна согласност од јавното предпријатие Стрежево. Базенот Довлеџи ќе со површина од околу 7600 метри квадратни со капацитет од 15 милиони метри кубни вода. Овој базен и понатаму ќе има компензациона улога да го собира вишокот на технолошка вода, а по потреба се користи за наводнување. Јавното предпријатие Стрежево и понатаму ќе има регулацијата на водите, информира Геровски. Стандардот на граѓаните е веќе во делот на таа летна понуда сосем поинаков од оне што бил пред 15 години. Ние како јавно предпријатие видовме дека во тој дел сме лимитирани и затоа се одлучивме на овој чекор да го издадеме како организација на сите содржини, а регулацијата на водата и базенот повторно ќе биде во функција на јавното предпријатие Стрежево, односно како што спомнав компензациониот базен го користиме заради компензирање на потребата вода во летниот период и управувањето со водата повторно ќе биде во надлежност на јавното предпријатие Стрежево. Како што ни потврди новиот менаџер Митко Христовски, деновиве се заокружуваат активности околу склучување на потребни договори кои ќе овозможат средување на амбиенталниот простор и се она што ќе овозможи зголемување на понудата на граѓаните. Базенот ќе понуди богати спортски и културни содржини. Христовски најави дека освен капење, во комплексот ќе има пливачка школа, ќе бидат ставени во функција спортски терени, а ќе има и концерти и други културни содржини. Доколку се тече по планираното, официјално стартот на Спортско-рекреативниот центар Довлеџи ќе биде на почетокот на месец јули.